добиеме еден современ пазар, покриен со насрещница, со тезги за соодветно продавање на зеленчук, овошје, месо и млечни производи и млечни производи. Така да безбедноста ќе ја запазиме по касав систем, да има секоја тезга кај што треба да има разгладување, кај што треба да има вода, одвод, комплетно да добиеме едно ниво на пазар по делот на 21 век или по касав стандард. Исто така сакам да кажам дека со двете подземни паркиралишта кои ќе добиеме 128 паркинг места. Од тие 128 паркинг места добиваме два лифта. Двата лифтови ќе бидат едниот за комерцијални потреби на самите пазарджии, да може да влегуваат со нивните товарни возила во ниво -1 и да соодветно се качат робота на самите изложат со рачни палетарки, велушкари, да не биде тоа физички оптеретувачки за нив. Второ, за нашите сограѓани кои што ќе пазараат на овој пазар, а очекувам да тоа се зголеми на повисоко ниво и на повисока култура, да имаат соодветен лифт од нивниот автомобил, да можат да пазарат со колички, да се качат во лифт, да се испазарат соодветно и да се стигнат до нивниот автомобил, каде што се ја ставиле својот роб. Со тоа ќе добиеме еден зелен, комплетен, затворен пазар со комплетно паркирање од 128 паркинг места. Очекувањата се тука дека сјајот и траштата на пазарот ќе ја вратиме на повисоко ниво и дека луѓето кои што имаат навиката за пазарење сега ќе пазарат во еден побезбеден пазар. Еви сами гледате и со овие пандемии кои се случуваат и вируси и сите работи, дека пазарите се едни од најризичните места. Со ова ќе постигнеме да имаме пазар со добра вентилација, со добра заштита, а и нивото на хигиена да биде на многу повисоко. Исто така од тука очекуваме изголемување на приходите од самиот пазар. Со 128 места за паркирање кои што ќе ги имаме во иднина како паркиралишта во самото централно градско подрачје, ќе се користат за пазарот, меѓутоа ќе се користат и за секојдневни 24-часовни намени на граѓаните, каде што 128 места ќе може да ги изнајмуваме за паркирање и граѓаните да паркираат соодветно покултурно и да имаат наредните 10-15 години со развој на градот да имаме паркиралишта обезбедено. Исто така би потенцирал, би кажал дека со улицата Зелен пазар, која што ќе ја пробиеме во двонасочна улица. Таа улица Зелен пазар се наоѓа од сегашната капана или скара Бисер, па до излегувањето на 7 септември кај капаната РР, со пуштањето на оваа улица во сообраќај и фреквенција. Во идно време ние ќе имаме можност улицата од сегашна Стопанска банка, односно централното градско подрачје Илинденска улица, па се до Стара автобуска, да ја затвориме за сообраќај и да направиме пит зона во склоп на поштарот. Тоа исто така е коментирано последниве 15-20 години дека го треба пит зона, му треба шеталиште, да добие во склоп на самиот поштар, каде што мислам дека ќе биде од големо значење за нашите граѓани, за нивно развлежување и нормално за нивна рекреација во централното градско подрачје. Со тоа добиваме исто така дополнителни финансирања од изнајмување на јавни површини во делот на самата улица, каде што нормално со иден проект ќе ги предвидиме да бидат парцели или простор за изнајмување на јавни површини со ограничена дејност на работа, да не го направиме да биде тоа панаџор, да биде културно до некое си ладно мезе, да речеме, кафетерии, место за рекреација на нашите граѓани. Со сето тоа, кога ќе го заокружиме, мислам дека Кавадац ќе добие еден сосема нов лик на град, кај ќе има и шеталиште, нормален пазар, кој што веќе 50 години е нереконструиран и е во таква ситуација, како што знаете, и ќе добиеме подземна инфраструктура со 128 паркинзи во самиот паркинг и една нова улица двонасочна. Сето тоа е оправдано комплетно. Ова задолжување
и предлогот за задолжување кој што имаше, Комисијата за финансии кој што го разгледа. Јас можам да кажам дека сум задоволен од тоа што го добивме како понуда од комерцијалните банки. Значи, со 2,5% задолжување, односно 2,5% каматна ставка годишна, е на едно минимално ниво задолжувањето, каде што можам да се споредам и со државното задолжување, кое што е 3,8%, на град Скопје, кое со 4,1%, мислам дека е на ептен ниско ниво и скромно ниво. Рокот на оплата е 10 години, со 2 години грејс период, и на крај само би кажал дека доколку се биде во ред и се усвои ова нормално задолжување кое што го искоординиравме, дека градскиот пазар со сите правни моменти и запазување на сите дозволи треба од месец октомври да го почне со градење, заедно со улицата и со подземниот парк и со сите партерни уредувања и осветлувања, и крајниот рок ќе биде наредниот месец октомври 2021 година. Така да ако се биде во ред, да сме здрави и живи и биде во нормални услови, немаме некои други пречки, ние за 9 месеци до 10 ќе добиеме комплетна изграденост на овој проект, така да со завршување на нашиот мандат би требало таа улица и тој пазар да биде пуштен во функција и да го добиеме она што долго време го очекуваме, да го добиеме како град кој што ќе има и шеталиште, и нормален затворен пазар, и паркиралиште во делот на самиот пазар. Во делот на она како општина, во путните приходи и расходи кои што имаме, ние сме незадолжена општина, ризик факторот е апсолутно минимален. Тоа е исто така показател дека комерцијалните банки домашни ни одобруваат овој заем или кредитирање само со меница, апсолутно општина да не става никаква хипотекарна гаранција во делот на задолжувањето, што исто така е битен момент за нас. Од Министерството за финансии има добиено прелиминарна согласност, сега после ова треба уште една согласност да се добие, така да сите правни моменти ќе бидат задолжени и испочитувани нормално во интерес на граѓаните, а не на нивен терен. Така да, ако има некоја прашање, поведете, доколку нема, само би додала за крај дека ова е за мене еден голем предизвик и голем проект кој што последниве 10-15 години немаме изграден оваков инфраструктурски објект во општина Кавадарци. Последните градби се спортската сала која што имаме и општата болница, нормално во склоп на инфраструктурата, во делот на сообраќајниците и во делот на спортските објекти не можеме да ги категоризираме овие вакви градби, затоа што ова е градба од траен карактер за наредните 5-6 години. Воопшто нема да има никакви дополнителни трошкови по однос на граѓанството или по однос на сите жители на општина Кавадарци. Значи, ова финансова анализа и економска анализа која што имаме направено, слободно можам да ви кажам дека 60% од заемот ќе се враќа од моменталното бруто работење на пазарот и 40% на искористеност на паркинг места. Значи, ја земавме најлошта варијанта дека пазарот ќе работи со иста динамика и темпо како што е сега, и дека тие 128 паркинги кои ќе ги имаме, ќе ги искористиме 40% през цела година, тие приходи кои што ги имаме се некаде 60% отплата на самиот кредит. А дополнителното, доколку успееме, ќе успееме да направиме бит зоната на Илинденска, јавните површини кои ќе ги издаваме се некаде на околу 3 до 3,5 милиона денари годишно од изнаемување на јавни површини на правни субјекти, така да имаме шанси до 90% да дојдеме на исплата на ратата и на кредитот од само финансирање на објектот и на бит зоната. Апсолутно, пак ќе потенцирам ќе кажам, нема никакви ниту такси, ниту зголемување на даноците, ниту пак оптеретување во делот на паркиралишто повеќе од таа цена која што е сега во однос на граѓаните. Така да теците од граѓаните нема да имат никакви зголемувања по ниеден основ за да може ова да